Станавме еден многу мал број на луѓе веќе. Не го правите паушален муабет. Ако паушален, све паушален. Не паушален, ова е сериозен муабет. Со тензија, надвикување и без договор заврши денешната средба помеѓу скопските пожарникари и градоначалникот Шилегов. За градските власти влегувањето во оган да спасите некого и да си го ризикувате животот останува професија која не е опасна. Пожарникарите и натаму нема да го добиваат како дел од месечната плата на доместокот за опасност при работа. Скопските пожарникари револтирани и незадоволни од решенијата кои им ги понуди скопскиот градоначалник се враќаат на вчерашната најава за протести. Не сме задоволни од денешната понуда на градоначалникот, кој што е 3 години на функција, имаше време овој закон да го среди до сега, така да мислиме ние да продолжиме и понатака со нашата агенда, значи протест пред град Скопје. Шилегов истакна дека се прават измени на законот кои треба да стапат на сила во јуни 2021 година, а во кои треба да бидат вклучени и дел од барањата на пожарникарите. Скопскиот градоначалник и денеска не заборави да потенцира дека зад реакцијата на пожарникарите стоела опозицијата. Ако сте на моја позиција како што сум и сте единствен кој што реално го работува проблемот во неговата суштина, веројатно вие не слушате дел од диалогот кога се видувате да не се надвикуваме. И ако го имате лоцирано, ако ги преземате сите деца, ако со цел да им излезете во пресрет на луѓето, им нудите можност да не влезат во трошоци и почнува проблемот да се решава. Тогаш, а од друга страна имате заменик за начинот на Србишки советник на ВМРО ДПМН, еден од иницијаторите на ова што се случува сега, не можете да не помислите за момент дека и политиката ги има вмешано прстите. Шилегов вчера им порача на пожарникарите кои не се задоволни од висината на платата да си најдат друго вработување. Советничката група на ВМРО ДПМН е во град Скопје побара на денешната седница на Советот проблемот на пожарникарите да биде ставен на дневен ред како вонредна точка.